Унијата на жени на ВМРО ДПМН е Општински комитет Свети Николе во текот на вчерашниот ден ги посетија социјално ранливите семејства во кои има ученици во основно образование и им подарија комплети со училишен прибор. Среќни и задоволни беа лицата на најмалите, но и на нивните родители. Председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМН и пратеничка во Собранието на Република Македонија Благица Ласовска на сите ученици и наставници им посака среќен и успешен почеток во новата учебна година, а посебно на оние најмалите и највозбудените првачињата. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е при Општинскиот комитет од Свети Николе. Денеска направи една навистина добра активност, посети неколку семејства, социјално ранливи семејства во кои што има ученици од прво до 6 оделение и им подари ученички прибор. Ова активност е наша редовна активност и сакам да потенцирам дека оваа активност Унијата на жени на ВМРО ДПМН е на ниво на цела Македонија. Денеска во цела Македонија, значи во секој град, Унијата на жени оваа активност ја работи. Сакам да ја искористам приликата и на сите наставници и ученици, па и родители, да им ја честитам новата учебна година и да им посакам многу здравје, многу успех и многу среќа во оваа година. Исто така сакам да ги потсетам нашите сограѓани дека ВМРО ДПМН откако е на власт, значи овие неколку години, континуирано превзимаме мерки за олеснување на животот на оние семејства каде што има ученици од основно и од средно образование. Јас би ги спомнала само неколку, како што се бесплатните учебници. Верувам дека се сеќавате дека токму на 1 септември во сите книжарници имаше многу гужва и дури оние семејства кои што навистина има по 2 до 3 деца, им беше проблем како книгите би се платиле. Сега тој проблем го нема, значи имаат бесплатни учебници. Имаме бесплатен превоз или пак како субститут на тоа имаме бесплатни ученички домови. И имаме низа на мерки кои што владата на ВМРО ДПМН сите овие години, од 2006 година па наваму, во образованието ги воведува. Ова беше добра можност да ги потсетам граѓаните за се она што имаме направено во сферата на образованието и секако ќе повторам да им ја честитам новата учебна година на сите, но најмногу на оние кои што се верувам и највозбудени, а тоа се првачињата.